Која што ја најавивме и во продолжение, Мирјана Стојановска, наш гостин, а темата доколку сега се вклучувате на фреквенцијата на македонската телевизија, психолошката подготовка е еднакво важна како физичката подготовка за спортистите. Добро утро. Добро утро. Се чини дека многу малку зборуваме за психолошката подготовка. Многу малку зборуваме за тоа колкаво влијание има и колку е важна. Ако кажеме дека е еднакво важна како физичката подготвеност, веројатно ќе се согласите во потполност, но и зад нас 24 часа, нема ни 24 часа, како имавме еден тениски двобој Алкараз Џоковиќ, во кој што навистина мислам дека психолошко надмудрување беше до самиот крај. Да. Знаете, ние не можеме, кога растеме еден спортист, не можеме да го раздвоиме тоа, дека сега физички ќе го спремаме, па сега малце психички ќе го спремаме. Па пак малце физички, па сега утре во среда психички. Значи, тоа е едно растење на личноста, на спортска личност, која почнува од мали нозе, нели, од почетокот на спортот и се развива, и тоа расте заедно. Расте и личноста и расте физичкиот дел. И едно без друго не може. Значи, ако некој сака да трча и трча, значи не може без да направи нешто за себе како личност, да верува во тоа што го работи, да верува во себе си, да се чувствува дека може да постигне, да ги руши собствените граници, така за секој спорт. Кои компоненти треба да ги има како поддршка? Веројатно родителите се оние кои што на почетокот го имаат најголемото влијание, но кога веќе и професионално се занимавате со спортување, веројатно и други луѓе треба да имаат влијание. Не знам колку тоа е застапено во клубовите кај нас. Па од она јас што го знам. Значи не дека не се обидите дали да се внесе психологијата во спортот се многу меки, така неорганизирани. Не е доволно да бидеш психолог и да бидеш со спортисти за да бидеш спортски психолог. Затоа што спортска психологија е посебна една гранка. Ја психологија почнав да студирам во Москва и баш во тој период така запознавајќи ги факултетите таму, значи постои цел еден смер кој се вика спортска психологија. Мислам, бар за таму знам и во тоа време, сега не знам, најверојатно постои, ама знам дека такво нешто постои секаде во светот. Значи, спортска психологија е некоја специфична гранка во која психологот се спрема за да работи со спортисти. И тоа е нешто што е многу важно, значи, како што веќе спомнав, во развојот на една спортска личност. Како спортиста ќе биде? Да, учествуваат родителите, учествува тренерот, или тренерите и оние сите што го поддржуваат, дали е тоа клуб, дали се тоа неговите соиграчи или оние со кои што заедно тренира. Значи, сите тие влијаат на тоа како ќе се чувствува тој спортист. Ама она што е најважно за него е како он ќе се изгради како личност. Зашто најголемата поддршка он ќе се ја гради тука внатре. Во себе си, во неговите верувања, во неговите вредности, во неговите просудувања. Но дали тоа е доволно? Гледаме инсерти од учеството на нашите спортисти. Еве го Еди Шерифовски на настапот на нашите спортисти. Велам дали е тоа доволно? Оти се чини дека кога наши спортисти се праќаат негде, влијанието на јавноста и гласот на јавноста има навистина големо влијание. Дали може би едноставно не научивме дека емпатијата е онака што треба да не води, дека треба да си ги поддржуваме нашите, наместо да ги испраќаме со едно неверување дека ајде битно е ние само да учествуваме и кога не се постигнуваат резултати да бидеме сепак среќни дека нашата држава испратила 1, 2, 3 и повеќе спортисти и да го славиме нивното име, затоа што нивното име се запишува некаде. Да, знаете, нешто што е многу важен дел од личноста на спортистот е неговиот идентитет. А националното чувство, чувството за својата држава, за припадноста кај што пораснал, кај што се родил, е голем дел од тој идентитет.
зошто, например, еве, србите викаат, кај што има србин, се е тоа Србија. Американците викаат, врвот на Empire State Building, можеш точно да се транспортираш на Олимп. Мислам, каква врска имаат они со Олимп, ама сите го градат чувството на својата нација, дека е нешто прво во светот, сите се они први, сите се големи, сите... А кај нас во овој период на транзиција некако се изгубивме малце. Кој каде е, што е, дури имаше, тоа мој впечаток, едно време кога беше дури несоодветно, така да си ја кажеш националноста или да потенцираш, или да кажеш во име на мојата националност и така. Значи, националностите не треба да не раздвојуваат и да не водат кон борба, ама треба да не водат кон градење на сопствениот идентитет, на верување, кому јас припаѓам, дека мојата нација е моќна нација, дека мојот народ е добар народ. Ние сме преплавени по Фейсбук, по мас медиумите, оваа држава, овој народ и тоа. Кога ќе отиде некој после такви читања да се надпреварува, он така и ќе се чувствува и себе си. Овој, ќе излезе некој американец и он веќе внатре некаде во клетките ќе верува дека тој американец е подобар од него зашто е американец. Или германецов е подобар зашто е германец. А не мора да значи. Зашто националноста не ги прави спортистите добри како што ни луѓето паметни. Него тоа е нешто што човекот си го носи. Треба, веројатно, малку и да се поправиме пред се ние, во делот на споделување на информациите, во делот на давање на јавната критика, на избирање на вистинските зборови, може би и во вистинското време, не секогаш и вистинско време, и една таква состојба кога не се постигнуваат резултати, може би треба да биде време кога ќе се отвараат прашања зошто не се постигнале очекуваните, да речеме, резултати, а да не биде веднаш во прва линија критиката. Вчера, например, социјалните медиуми беа исполнети со пофалби, со убави зборови за победата на Џоковиќ, на тенисерот. Но некако не ја видов толку многу информацијата дека нашите македонски кошаркарски јуниори стана европски шампиони. А тој надпревар беше тука кај нас во Скопје, во спортската сала Борис Трајковски. Така, и што ние, како ние ќе ги поддржиме, како ние ќе ги поздравиме, што они ќе значат за сите нас, затоа што, нели викаат, секој кога игра на свој терен, секогаш има поголема шанса дека ќе победи. Зошто? Заради тоа што има поддршка од народот. Тој идентитет, тоа верување на себе си, на заедницата во која што припаѓаш, дека те разбираат, дека те поддржуваат, дека се со тебе, дека веруваат во тебе. Тоа е нешто што дава многу мотивација и многу енергија со тоа на спортистот. Така да, еве ова вие што го потенциравте, значи е нешто што би требало многу да се поправи. Ние да се поправиме како се гледаме себе си. Значи, ако е некој добар математичар, не значи дека дали е македонец, или е италијанец, или е кинез, или не знам што. Така и за спортов, ако е некој добар спортиста, не е важно од каде доаѓа. Ама, чувството што ние тука меѓу себе си го градиме за нашата нација, за нашата држава, не ги поддржува многу нашите спортисти. Нели, си го сменивме името, па сега уставот, па сега уште еднаш ка уставот, па сега дали ни е историјата од ваму, дали ни е од таму, од кај почнуваме, од кај ни е името. Значи, се бавиме со некои такви историски прашања што најверојатно никогаш нема може ни да се решат, тоа повеќе се пресекува и се вика од вака ќе биде историјата, затоа што никој не може да се врати назад и да знае што точно било. А сите истории, ако одите по државите, секој си ги пишувал така како што нив највише им одговара. Но можеме да испишеме заедно историјата која што ќе следи. Едно од најврвните достигнувања е да се запише името на особено млади спортисти на летните олимписки игри. Тоа е врвно достигнување за секој спортист. Еве сега млади спортисти наши учествува и веројатно ќе треба да се работи освен и на
Тие најдобро се знаат во кој дел од нивниот аспект на на физичката подготовка, но што е со психолошката подготовка за понатаму. Ете тие најврвното достигнување во спортот, ако го прашате еден спортист, тоа да учествува на летните олимписки игри, е се што понатаму. Што понатаму, зависи од оние... За мотивот, за желбата, за волјата, што понатаму, психолошкиот момент за да се проложи понатаму, веројатно ќе биде најважен. Па да, најважен. Сега тука е едно прашање, дали на клубовите, што ги регрутираат младите спортисти, им е важно тоа да извадат навистина така добри спортисти или нешто друго им е важно? Зашто ако навистина се прашуваат ова вие што се сега, што понатаму, како да го направиме да биде подобро, како нашите спортисти, они ќе најдат начин. Значи, постои информации секаде околу нас, како би требало, ќе си најдат психолози, ќе вложат во тие психолози да ги доедуцираат, ќе ги пратат некаде или ќе најдат како да обезбедат луѓе кои ќе работат со нивните спортисти за да постигнат добри резултати. Значи, само за да имаш добра физичка спремност, или може да биде момент на случајност кога ќе се победи заради... Ама нема тоа да трае. Нема навистина да имаме еден развој на цела една генерација на спортисти кои ќе бидат успешни. Зашто кога ќе застане спортистот и ќе го види знамето и ќе чуе собствената химна, треба да предизвика кај него гордост тоа. Значи, тоа се сите мали елементи во личноста кои треба личноста да ја направат, да се многу мотивира и да ја исцрпи целата енергија своја што ја има, зашто ние имаме резерви на енергија што нормално не ги користиме. Ама во моменти кога нели е голем стрес или голема некоја потреба, ние можеме да си доставиме малце енергија. За тие истите за кога треба да си доставиме малку повеќе енергија, да дотуриме гориво. Да. Кои се, да речеме, техниките на кои што се советуваат врвните спортисти кога сте во двобој и кога ќе го погледнете противникот од другата страна и се чувствувате дека е крајот, дека веќе немате сила, немате енергија, дека губите. Како да испливате, како да победите на крај? Па тоа е чувството на себе си, мотивацијата што имаш внатре. Мислам, јас се сеќавам кога бев млада, тренирав карате и трчавме покрај Вардар и ќе дојде еден момент кога нозете веќе не одат. И ќе го гледам мостот таму и си викам, сега уште малце, морам да стигнам, затоа што е нешто важно. Кога победата и доживувањето на таа победа ќе биде нешто најважното во животот, тогаш ќе си дадеш уште малце енергија да си го оствариш тоа што си го сакаш. Ама предходно, за да дојде до тоа, треба да има многу мали елементи или големи кои ќе ја поддржат личноста до таму да моите мотивации, моите желби се нешто најмокното што ќе ме води. Желбата да бидам најдобар, да победам, да верувам дека можам тоа да го направам. Да верувам дека јас сум најдобриот. Затоа што златните медали на Олимпијада постојат и за нашите спортисти, не постојат за некои одредени. Не се резервирани тие. Не, светските нели први места или не знам, не се резервирани за некого таму. Постојат за сите. Кој ќе го постигне успехот, ќе може да го земе. Зошто да не биде златната медалја олимписка мотивација за нив дека да сакаат да ја постигнат? Зошто нашите, нели сега ќе тргнеме од нешто друго, ама тоа е слично. Нашите ученици кога идат да не размислуваат дека ќе сакаат еден ден да земат Нобелова награда? Тоа не е резервирано за никого. Се што постои на светот што се измислило е за сите нас. Наше е дали ние ќе се водиме до таму. Зошто да имам ја балкански рекорд? Зошто да не биде светски? Ме замисливте дека, како го кажувате тоа е една многу голема желба, една како недостижна желба за нас и ме замисливте во делот на колку ние во суштина приоѓаме со предрасуди. Да. Ама предрасудите се негативни за нас. Олимписко злато, американците, знаеш, ајде да како се спремаат, они. Ајде да се појавиме, еве, да не има. Тие, како? Зошто? Ние, тука, ќе си пливаме нешто,
Затоа што мислам дека е важно сето она досега што го зборувавме. Затоа, кога се разбудиш се баре како се чувствуваш, што си сонувал вечерва. Значи, таа психолошка поддршка за која што почнавме да зборуваме. Луѓе кои ќе веруваат во себе си, кои се што ќе видат во овој светот, ќе го посакаат и ќе го земат. Зашто таа олимписка медаља стои таму и не чека нас. Мене лично ме чека. Зошто да не одам да ја земам? Зошто да не направам се? Сега да, ама тренирањето на такви врвни спортисти, значи бара една добра екипа наоколу, во која што главен дел и многу моќен дел е и психолошката поддршка, заедно со некој што ќе го мотивира спортистот, што ќе го гради, што ќе му помогне да стане личност и во кого таа желба да ја стигне таа таму медаља на што олимписка златна, да му биде главната мотивација. Ако зборуваме веќе за главната мотивација да се достигне да се земе наградата од било кој тип, како награда ќе ја класифицираме не медаља, да се земе наградата, мора да зборуваме и за потоа како да се одржи. Веројатно и тоа е еден цел процес во психолошката подготовка од како да го создадеме, го создадовме, може да се бори, но како да го одржиме. Да. Одржувањето, нели, сега за сето тоа малце треба пари. Јас гледам дека тоа, нели, таа агенцијата за спорт и млади одделува пари, па Олимпискиот комитет, така, што зборувам со спортисти, дека нешто се случува, значи можда, веќе има, нели, тенденции, намери да се поддржат спортистите, ама многу е битно, пак ќе речем, тренерите, клубовите, оние што ги создаваат спортистите, која е нивната мотивација исто, дали ќе спремам спортиста кој ќе биде врвен и навистина ќе победи и ќе дојде на Олимпијада и ќе се бори за таа медаља, за таа награда, или ќе спремам спортиста, или толку се моите способности, до таму ја гледам. Дали ако тренерот гледа до балканскиот резултат, до таму и ќе си го спреми спортистот или нешто повеќе. Значи, тоа се многу елементи кои се вклопени во тоа како. И јавноста тука ќе ја споменам. Јавноста, да, е поддршката, знаеш, кога знаеш дека цела нација стои позади тебе. Имаше сега коментар како се чувствувале, нели, на отварањето на Олимписките игри, каде биле македонците, па што било, како било. Да. Малце ни фали гордост. Со кого биле во бродчето, имало и други. Кој сум јас и што сакам да повеќе. покажам. Значи, баш ми е гајле со кого сум и кај сум. Јас сум таа што сум. Јас сум председател на Европска федерација за психодрама тренинг организации. Ниеден момент не се сомневав дека тоа место не е за мене. Мислам, си постои местото, нели, си постои федерацијата. Ако направиш нешто, ако работиш, ако се посветиш на тоа, ќе си го земеш. Зошто да не? Тоа за сите нас. А нашата земја не е ни членка на Европска федерација, мислам, Унија, нити па нешто имаме, например, јас сум Македонија, нешто од надвор доаѓа. Зошто да не? Се што постои на овој свет, постои за сите нас. Сите олимписки медали и светски медали постојат и за нашите спортисти. Не знам зашто да не си ги земат. Да, тие се, значи, многу професионални тимови, многу професионални екипи, како ги спремаат спортистите, колку вложуваат во нив, какви припреми даваат. Ама можеме и ние да направиме нешто такво. Дека можеме, дека сакаме, верувам дека неизмерно сакаме сите. Зашто имаме многу млади луѓе кои се добри. Она малку поддршка и ветер во грб и веројатно нешто за што многу малку зборувавме до сега, а сега ќе се актуализира, а тоа е психолошката поддршка и психолошката работа на себе. Ќе си најдеш психолог, затоа што спортот има многу пари. Ќе си најдете еден психолог кој нема да ги кошта многу, да се специализира, вака, да им зборува на спортистите дека имаат право да станат светски шампиони. Дека тоа е нивно право и дека кога станале спортисти, тоа си го добиле правото. Дека може да бидат најдобри на свет.
кој ќе знае да го изгради идентитетот во нив, да бидат горди тоа што се таму кај што се родиле, во овие наши тука планини зелени, сега изгорени малце, и нашите езера, и нашиот народ. Нашиот народ е добар народ. Ние сме тука затоа што сме многу трпеливи, многу сме полни со разбирање, многу сме емпатични, многу сме... Одвај чекаме некој да не види, да не засака, ама ние треба да се сакаме себе си, затоа што сме такви. Зашто тоа е многу убаво кај нас, многу вредно. Секој што ќе дојде нас не сака, а ние треба да се сакаме малце повеќе. Кога спортистот ќе си се сака таков како што е таму кај што се родил и ќе знае дека со тоа што си го носи во себе има право да биде најдобар на свет, тој спортиста ќе постигне многу повеќе него што досега постигнал. Ќе оставам вака да го завршиме разговорот. Ви благодарам. Благодарам, Миријана, благодарам за гостувањето денеска. Благодарам и вас да зборуваме на вака интересна тема.